Песимистични пораки околу европските перспективи на Балканот. Председателот Пендаровски индиректно, а неговиот српски домакин Вучич директно од Белград изразија загриженост како ќе се одвива евроинтегративниот процес во иднина. Пендаровски предупреди дека прифакањето на францускиот non-paper ќе биде долг и мачен бирократски процес, а дури потоа ќе следи проверка дали сите земји членки на Европската унија ќе се согласат со отварање на преговори. Вучич уште поконкретен. Европа во овој момент не знае што сака ниту со себе, а ниту со Западниот Балкан. Главната битка меѓу нив, меѓу членките, особено меѓу побитните, поголемите членки, се води на тој фронт. Јас се плашам дека во овој нареден период, ова прашање околу асоцирање наши интеграции, нова методологија, ќе биде на маргините на таа дебата во Брисел, затоа што најголемите расправи секој пат историски земено, од која е направена таа унија као таква, се водат околу буџетите на таа организација и кој повеќе може да добие во одредени области. Чи не сакам да плашам никого. Меѓутоа, реалноста е таа и најдобро е на нашиот народ и на нашите народи да им ја соопштиме таква каква е, па може и боли од време на време, али е вистина. Ме прашувате дали сум сигурен дека тие во Брисел знаат што ќе направат со себе си и со нас. Јас ќе ви речам дека не сум сигурен што сакаат со нас. И било кој да ви каже нешто, би ве лажел. Јас му го реков тоа на Зоран, Еди знаеше дека сум во право, Заев ме гледаше. Како да сум кликнут, кога му реков дека нема да отварат преговори. Пендаровски истакна дека останува нејасно дали ќе можеме да ги користиме европските структурни фондови и дали non-paperот ќе се однесува и на земјите кои веќе преговараат со Европската унија, односно Србија и Црна Гора. Инаку во врска со меѓусебните односи, двајцата председатели се согласија дека нашите земји немаат отворени билатерални прашања и дека можат и мора да ги развиваат економските соработки. Пендаровски и Вучич немаат никаква дилема дека малиот Шенген е одлична иницијатива, која меѓутоа не може да биде замена за европските интеграции. Вучич отиде и понатаму и рече дека малиот Шенген е најдоброто нешто што му се случило на Балканот во последните 30 години. Двајцата председатели изразија спремност за зголемување на соработката на уште повисоко ниво, а најавија отварање на Македонски културен центар во Белград, како и на Српски културен центар во Скопје. За вестите на Алфа од Белград, Драган Милосављевиќ.